Вистинско поевтинување или мајтап со граѓаните? Цената на струјата се намалува за 0,1%, е денешната одлука на регулаторната комисија. Од ЕБАНА побарале поскапување за 9%, ЕЛЕМ барале намалување за 1,5%, а МЕПСО не испратиле јасна пресметка за направените трошоци. По ова регулаторна се одлучила за намалување од 0,1%. Во пари тоа значи дека ако досега некој плаќал месечна сметка од 1000 денари, во иднина ќе плаќа едва 1 денар помалку. Како граѓаните гледаат на ова? Смешно, значи, качуват 50% намалат 0,0 не знам кој поsto, така да џабе тоа нема да се сети ништо на нас. Со тоа намалување шеќер, сетиме со динар-два. Да има 15%, да има повеќе, така да се осети, нели? На тие суми што ги плаќаме. Па уште треба да се намале, скапо е. Ја плаќам по 3,5 дарки струја. Па не е намалување тоа, треба да се намали уште. Регулаторна ќе ја намали и цената за нов приклучок во мрежата, зашто во моментов се плаќа повеќе од 500 евра. Се работи на дефинирање на критериумите за тендерот за универзален снабдувач со струја. Во втората половина од јули се очекува да се објави тендерот, а во септември ќе биде одбрана фирмата снабдувач што ќе продава струја по цени и правила од регулаторната комисија за енергетика. Информираат од регулаторна. Во земјава моментално се активни 12 снабдувачи со електрична енергија. Според новиот закон за енергетика, од следната година секој ќе може да одбере дали ќе купува струја на слободен пазар или од универзалниот снабдувач по регулирана цена.